Со ред. Ајде да ве пречекаме прво и да ви посакаме добро ни дојдовте во утринската програма. И благодарам на поканата. Поздрав до македонска телевизија и до вашите гледачи. Ајде да почнеме како почна вашата приказна со гранчарството. Мојата приказка почна многу случајно, обично како сите занајти, така и гранчарството оди од колено на колено, меѓутоа кај мене за среќа или за жал не е тоа така. Вие сте еден од ретките случаи каде што практично не го наследивте. Да, не го наследевме. Најголем виновник, често пати ова го веламе, мојата сопруга, таа е ликовен уметник, започна со некоја декорација на некои грнчарски производи и кога отидовме да купиме грнчарски производ, еден од најаките мајстори во тоа време во Велес, кога влегов во неговата работилница, некако неговата работа, некоја магија се случи кај мене. Повторно пак влегов да видам дали е тоа вистинското и тука веќе започна она приказка вистинска за грнчарството. И сега, како е да се биде еден од најмладите, кој што веќе има 15 години искуство во однос на работата, веќе тоа е вашиот начин на живот и професија во која што сте се пронашле. Меѓутоа, колкава е вашата одговорност ова сето да се пренесе на новите генерации и има ли воопшто интерес последниве години? Па искрен да бидам, често пати еви овие гостувања и секаде и кога доаѓаат и новинари во нашата работилница и на сите излагања до сега што сум имал, целта е на еден мајстор да го остави занаетот, доколку го однесе во гроб, тогаш ништо не направил, до крај не ја извршил мисијата. Така и мојата цел е, значи како некој мене што ми го предаде ова знаење, да го пренесам на некои идни генерации. Да кажем, моите киркички имаат афинитети кон ова, меѓутоа тие се девојки во гранчарството, не можат девојки да работат, меѓутоа имаат афинитети кон цртање, кон декорирање, кон некои други работи. Што е пак составен дел практично. Да. Зошто не може да тешка физичка работа, како изгледа самиот процес? Самиот процес е многу тежок. Значи постојано сте изложени на физички напор. Значи од самото искупување на глината до доека да донесете глината до вашата работилница, до изработка на сите овие производи, цело време сте изложени на физички напор. Значи од мечење на глината до преработка, до формање, до печење, до сушење, станува збор за еден многу голем процес. Почнувате од една грудка земја и треба да направите производ. Може да се случи цел месец да работите, меѓутоа да ви биде неуспешна работата, при печење да пукне, при сушење да се искриви и ред други работи. Станува збор за еден од најтешките занаети и да го научите и да го работите. Тоа значи дека вашата сопруга е повеќе активна во декорацијата отколку во изработката. Да, во изработката сум 99% јас и со некоја помош на некои други луѓе кои што ми помагаат. Господине Гоце, дали се исплати финансиски гранчарството? Со оглед на тоа дека ќе се потрудиме нели да ги поттикнеме. Така, вака, значи често пати ја велам една моја си ја кажувам како поговорка или како да кажам, зависи човек што бара во животот. Так. Има некој човек можеби има 2 згради, ќе каже малку ми се 2, сакам уште 2. Али ако сте за еден нормален и скромен живот, можете да живеете од гранчарството. Не може богато сигурно да живеете, ама еден нормален и пристоен живот, да не работите за некој друг, да работите за себе, да ги покриете трошоците за фамилијата и за други работи, можете, со гарант тоа го тврдам, заради тоа што веќе со 15 и повеќе години екзистирам од ова, да, функционирам и еве може од гледачите да погледнат дел од вашите производи, што се правите вие и што бараат македонските купувачи? Па нашата работилница, искрен да бидам, најпрво кога почнавме да работиме, ние најпрво што направивме го истраживме пазарот. Што бара пазарот и потоа се вметнавме во изработката. Изработуваме од сувенири, употреблива керамика, изработуваме ќупови за во двори, најразлични гранчарски производи кои што ги бараат и луѓето, муштериите, изработуваме и по порачка на самите муштери. Така да не сме ограничени дека изработуваме само една одредена керамика, значи се што може да се направи од керамика се трудиме да го изработиме во нашата работилница. Годинава Сдруженијето Развој одбележува 20 години постоење. Каква е неговата мисија, што се преисплетувани за овие години? Наназад успевате ли тоа што е замислено да се реализира и ден денес? Па мислам дека да, еве оваа година за наша среќа, 20 години го славиме јубилеот, уште од почетокот на основањето на оваа организација, па до ден денес ни беше целта афирмација и презентација на нашето културно наследство. Најмногу овие години се фокусиравме на реализација на проекти во делот на зачувување на
сите занаети стари подзаборавени, вклучувајќи го гранчарството. Може би имаме најмногу реализирани проекти во делот на гранчарството, заради тоа што ни е целта да ова културно наследство го оставиме на нашите идни поколенија, заради тоа што станува збор нарочито за Велес, кога ќе се спомне гранчарството, тоа е исто како темел за куќа. Не можете куќата да изставите кров ако нема добар темел. И заради оттаму, заради овие токму причини, се зафативме со голем број на реализација на проекти во делот со гранчарството. Направивме многу проекти, работилници за мали дечиња, работилници за повозрасни, имаме направено и проекти каде што го презентираме и другите занаети како што се ткаење, копаничарство, столарство и ред други проекти. Се надевам дека овие 20 години се доста успешни. Еве оваа година го славиме јубилеот. По повод јубилеот планираме да снимаме еден ретроспективен филм кој што ќе прикаже нашата работа во овие 20 години. И сега вие имате и меѓународна соработка. Јас веќе ве најавив за реномираниот гранчарски светски познат фестивал во Измир во Турција, каде што вие бевте практично представник. И мислам дека ова е прво учество на Македонија на овој фестивал. Па малку споделете повеќе за вашето искуство. Така, значи пред 2 години до нашата работилница стаса покана од Измир, Менемен, Република Турција. Таму се организира еден настан, фестивал за керамика од светски размери. Самиот фестивал ги покануваат некаде околу 50 на земји имаат учесници. Значи, со еден збор, цел свет, колеги на едно место собрани. Станува збор за многу високо и квалитетна организација, која што јас за прв пат кога пристигнав на овој фестивал, само гледав и не можев да поверувам што е сето тоа, како тие тоа го развиваат. Значи, има во ова место Менемен, тоа е, можам со слободно да кажам, центар на керамиката во Европа. Околу 1500 луѓе кои што се занимаваат со гранчарство, со фирми и башка самостојни, да кажам, гранчарски работилници кои што има. Тоа е навистина подигнато на многу високо ниво. Мене ми беше голема честа да представувам мојата земја. Меѓутоа тука се роди една соработка која практично дојде во Македонија, односно неодамна во Велес се одржа работилница под менторство на светски шампион, односно исто така кој доаѓа од Турција, Ахмет Тахмоџу. Мислам дека или тачно така. Ете така да биде полесно, значи како помина настанот и што може да ни споделите? Да ви кажем искрен да бидам, кога за прв пат го запознав тој човек, таков впечаток некако ми остави. Значи, станува збор за еден човек кој што има 50 години работно искуство. Од неговата работилница имаат произлезено најмалку 20 врвни мајстори, од кои двајцата и негови синови се исто така врвни мајстори. И уште кога се запознавме во Измир, тој не знаеше многу за Македонија, за гранчарството па и воопшто колку е развиено кај нас. И така се роди некоја идеја да направиме еден заеднички проект, каде што ќе ни биде гостин господинот Тач во нашата земја, во нашиот град. Направивме еден извонреден проект, кој што Министерството за култура и туризам на нашата земја го препозна силно, не поддржа финансиски. Има за цел овој проект да го подигнеме гранчарството на едно повисоко ниво. Во куќата на Кочо Рацин дојде господинот Тач за наше задоволство, за прв пат во Македонија, за прв пат во Велес. Направивме работилница за керамика, тој ни презентираше техники од гранчарството и од дизајнот. Воено и не поврза со сите светски имиња кои што продаваат, пример, машини за преработка на глина и за изработка на гранчарски производи, најразлични глазури кои што продаваат и бои, заради тоа што во нашата земја нема ниедна фирма која што продава такви работи. Потоа во овој проект имаме за цел да направиме амбалаж за нашите производи и изработуваме веб страна со онлайн продавница, каде што им даваме шанса на велешките мајстори да продаваме онлайн, да се поврземе, да бидеме во тек со новите време. Тоа само за Велес или може и да се пријавува? Тоа е стриктно го правиме овој проект за Велес, меѓутоа мислам дека може би не е фер само за Велес, ќе ги приклучиме и другите
од Македонија колеги. Благодариме многу за издвоеното време. Се надевам дека ќе имаме можности повторно да пренесуваме дел од традицијата која што секако и новите генерации треба да ја запознаваат, па и зошто да не да го наследите вашиот ученик и некој кој што ќе ја продолжи традицијата. Ви благодариме вам на поканата и да се надеваме дека ќе испаднат и подобри мајстори од нас. Благодариме уште еднаш.